Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Нова петочна емисија, почитувани слушатели на YouTube, со песна македонска, но и зборот наш македонски, кои го красат и го штитат нашето македонско име. Па нека отпочнеме со македонска песна за пријатна вечер. Ja
Не можеме, драги дечиња, а да не кажеме некоја приказна и за вас. Токму и вечерва ќе отпочнеме со една специјална приказна. Каде е златото? Том бил мало момче на кое учењето тешко му одело, но сепак никој во класот не можел да го постигне успехот што го имал тој. Тој никогаш не ги пропуштал часовите по географија, македонски, математика и секогаш совршено ги завршувал домашните задачи. Никој не напредувал толку добро како него. Момчињата понекогаш му се љутеле и му велеле: како успеваш се да научиш и да знаеш повеќе од нас, кога сите го слушаме истото на часовите? Тој им одговорил дека станува рано наутро и учи 2 часа пред појадокот. Ти одговориле: значи таму е сокриено златото во утринските часови. Има една мала градина блиску до нас, каде што има најубави плодови во целото соседство. Во неја најбрзо и најубаво успеват јагоди, домати, грашок, ротквици и слично. Освен што го обезбедува семејството со зеленчук и овошје, тие нешто од тоа и продаваат. Ако некој сака цвеќиња, таа градина е местото каде може да се најдат најубавите рози и цвеќиња од сите видови, а ги има безброј. Сите мислевме дека почвата која ја користиме е бесплодна и карпеста. Сите се зачудени од успешноста на ова градина и затоа решивме да го запрашаме сопственикот на градината како успева да добие толку многу плодови од толку мала градина, знаејќи дека преку целиот ден тој е на работа и е зафатен. А тој ни одговори дека станува рано наутро и ја обработува почвата најдобро што може пред да тргне на работа. Тоа било полезно и за градината и за него како утринска гимнастика. Во утринските часови тој го пронашол златото. Вилијам пак било момче кој живеело во средина каде што владеело насилство и имало многу негативни влијанија од сите страни. Но тој во ниту еден момент не се однесувал насилно, ниту пак дозволил средината да влијае на неговиот карактер. Луѓето биле заинтересирани да дознаат како остануваат цврст, понизен и кроток во насилната средина каде што живее. Тој им одговорил: јас никогаш не пропуштам ниту едно утро да помине без молитва и читање на Библијата. Ако имам сериозни искушенија или проблеми, тој ден станувам 1 час порано, размислувам за моите слаби точки и барам од Бога да ми помогне. Молитвата е оружје за битката на животот. Ако се откажете од утринските молитви за едницата со Бога, вие ќе страдате поради тоа. Искушението ќе биде пред вас, а вие нема да бидете подготвени да му се спротиставите. Потоа ќе чувствувате вина во себе и ќе се држите подалеку од Христа. Направете утринска молитва да биде ваш принцип, бидејќи во утринските часови може да го откриете златото. Инаку, наутро го слушам мојот глас, о Господи. Наутро ја испреќам мојата молитва кон Тебе и чекам. Тоа е една од псалмите во Библијата. Исто така, 147-та страна ја пристигнав зората и се молам со помош, се надевам на Твоите зборови. Повторно нова псалма: Господи, смилувај ни се, во Тебе се надеваме, биди наша помош секој утро, наше спасение во секоја неволја. А јас пак со песна ќе ја славам Твојата сила и од рани зори ќе се зарадувам со Твојата милост, бидејќи Ти ми беше закрила и прибежиште во денот на мојата несреќа. Сило моја, Тебе Ти пеам, зашто Ти си закрила, Боже мој, милост моја. Ете, тоа беше, драги дечиња, и поучната приказна за вас, а се разбира позајмено со мисли и од Библијата со псалми. А сега за пријатна ноќ, за пријатно сонување, еве и една песничка за вас. Добра ноќ, драги дечиња.
школо, шушка, дека има тука нешто. Која смисли сега досаднава домашна, кога во очи ми гори љубов страшна. И кога на тебе веднаш ке ми текне, ми се мешаат бројки и лекции. Знам за мојата болест нема лек, нема да ме спаса дури ни инекции. Намекни ми, кој што знаеш само ти. Намекни ми, срце да ми заискри. Намекни ми, 2-3 звезди спушти ми. Намекни ми, по воздух бакнеш, пушти ми. Намекни ми, кој што знаеш само ти. Намекни ми, срце да ми заискри. Намекни ми, 2-3 звезди спушти ми. Намекни ми, по воздух бакнеш, пушти ми. И кога на тебе веднаш ке ми текне, ми се мешаат бројки и лекции. Знам за мојата болест нема лек, нема да те спаса дури ни инекции. Намекни ми, кој што знаеш само ти. Намекни ми, срце да ми заискри. Намекни ми, 2-3 звезди спушти ми. Намекни ми, по воздух бакнеш, пушти ми. Намекни ми, кој што знаеш само ти. Намекни ми, срце да ми заискри. Намекни ми, 2-3 звезди спушти ми. Намекни ми, по воздух бакнеш, пушти ми. Намекни ми, кој што знаеш само ти. Намекни ми, срце да ми заискри. Намекни ми, 2-3 звезди спушти ми. Намекни ми, по воздух бакнеш, пушти ми. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски.
stara, ima li smisla, sakam da vris, nama svet odgovrti para. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Mesto Armani nosam pidžami, moderni i na prugi, aparata bira me eskivira i odi kaj nekoj drugi. Si stanuvam rano i nenaspano, od žena i malo žgepče, od rabota trči, stomak mi krči, a doma ajvari lepče. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Život od mi je smeška, robija teška, kako na noga lanci. Legnu vam gladen, oko šmargaden, sonu vam Meksikanci. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Daj mi, daj mucho denaro, i denjo i noćo ja rmam ko negro, a nemam ni za cigaro. Ако во изминатата наша емисија зборувавме за градот Охрид, овој пат ќе почнеме да ве запознаваме најпрво со знаменитостите, црквите, манастирите и слично. Ќе отпочнеме најпрво со црквата Свети Климент и Пантелеимон во Охрид. Црквата Свети Климент и Пантелеимон се наоѓа во местноста Плаошник во стариот дел на Охрид. Таа е изградена и осветена во 2002 година. Црквата Свети Климент и Пантелеимон е така наречена во чест на Свети Климент Охридски, кој првобитно го изградил храмот на ова место, и на Свети Пантелеимон, на кого првобитно била посветена. Црквата Свети Климент и Пантелеимон представува реплика на постарата црква Свети Пантелеимон, која ја изградил Свети Климент Охридски во 863 година на истото место на темелите од голема петобродна ранохристијанска базилика. Во 916 година по смртта Свети Климент бил погребан во подот на црквата во гробница, која наводно самиот ја подготвил. Црквата Свети Пантелеимон била неколку пати обновувана се до 15 век, кога конечно била урната од отоманските турци и на низините темели била изградена џамија позната како Имарет џамија. Целиот реон на местноста Плаошник е богат со археолошки наоди. Самата црква Свети Пантелеимон е изградена во 863 година на темелите на голема петобродна базилика, чии остатоци се и денес видливи околу црквата.
Народното предание дека на ова место постои Климентова црква и неговата гробница било потврдено во првите археолошки ископувања во 1943 година, кога професорот Димче Коцо ги открил темелите на Климентовата црква и во исто време и гробницата на Свети Климент Охридски. Врз темелите на ранохристијанската базилика, од која се зачувани остатоци, била изградена црква со листна детелина, архитектонски облици какви што биле негувани во 9 век во Византија. Црквата била обновена во 12 век, а потоа уште еднаш во 13 век. Понатака кон оваа црква биле доградувани капели, а во 14 век припрата и надворешна припрата со кампанарија. Фреските од првобитната Климентова црква од 9 век не се зачувани. Фрагментите на пронајдените фрески во текот на археолошките истражувања им припаѓаат на 3 различни периоди на обновувањето и проширувањето на Климентовиот манастир. За изградбата на црквата по проект на архитектката Тања Паскали Бунташевска од Охридскиот завод и музеј, во што учествувале околу 200 стручни лица и градители, биле потрошени над 1 милион евра, во најголем дел владини средства. Камен темелникот на возобновената црква бил поставен во 2000 година, а обновувањето било по предпоставен изглед врз темелите на старата црква и како пример биле земени црквите од Охрид и неговата околина, кои хронолошки припаѓаат на одредени фази на Свети Пантелеймон. Свети Климентовиот гроб во новиот храм е на најстарата гробна конструкција, целиот под стакло, а над него има саркофаг од мермер во кој се наоѓа ковчежјето со моштите на Свети Климент. На јужната страна на гробот се поставени икони на Свети Климент и на Свети Пантелеймон. Од другата страна во ниша се наоѓа дрвена скулптура на Свети Климент од 13 век, пронајдена во црквата Света Богородица Перивлепта. Во и околу новоизградената црква има стаклени подови за да се гледат остатоците од стариот храм. Сочуваните фрески во долните зони од внатрешноста се специјално поставени зашто храмот е споменик на културата. Од оригиналите сочувани се основите на столбовите и една костурница во централниот дел од храмот. На овие места е поставено дебело стакло за да може посетителот да ја согледа целата конструкција на црквата. Со лим се одвоени и старите делови од сочуваната архитектура во долните зони веднаш на темелите. На надворешниот северен дел оставени се белези од Султан Мехмедовата имаре џамија, за да останат и белези и од османлискиот период. Камбаната тежи 3 тона и е изработена во оливница во Верона со 400 години традиција. На звоното има излеано детали со религиозни теми од Стариот и Новиот Завет, како и податоци и ликови на киторите.
Продолжуваме со цркви и манастири во градот Охрид. Овој пат ќе зборуваме за манастирот Свети Наум Охридски. Свети Наум е манастир изграден на висока карпа над самото Охридско езеро на неговата најюжна точка во една местност со ретка природна убавина. Подигнувањето на овој манастир е поврзано со името на Наум, Климентовиот соработник. Свети Наум пред крајот на својот живот го основал манастирот Свети Арангел и во 910 година бил погребан во него. Околу манастирот има повеќе други црквички, како Света Петка, Свети Атанаси, Агијазмо и други. Ова црква по својот првобитен облик била речиси идентична на црквата Свети Пантелеймон во Охрид. Некаде помеѓу 10 и 13 век Наумовата црква била потполно разурната, но потоа, некаде околу 16 век, на нејзините темели била подигната сегашната црква и тоа во две етапи. Прво, при обновувањето биле изградени наосот и нартексот, а во втората етапа биле подигнати двете куполи над наосот и нартексот. Сегашната црква ги носи преправките и таа има форма на впишан крст во квадратно пространство со купола поставена на 4 столбови. Гробницата на Наум е посебна зграда со широка и ниска купола. Една легенда зборува дека Свети Наум и Свети Климент биле браќа и се договориле заедно да изградат два манастира на спротивните краишта од Охридското езеро. При тоа двајцата светци требало да започнат со изградбата на манастирите во исто време, а почетокот на изградбата требало да биде изначен со звукот на звончето. Меѓутоа, на јажето кое што било обтегнато преку езерото застанале галеби, па звончето зазвонило и Свети Климент ја започнал изградбата порано. За казна подоцна неговиот манастир на Плаушник бил претворен во џамија. Друга легенда зборува дека Свети Наум ги држел клучевите на Охридското езеро, а по неговата заповед водата на Црни Дрим минува низ езерото без да се помеша со езерската вода. Во врска со изградбата на манастирот, една легенда зборува дека Свети Наум патувал некаде и преноќил на имотот на некој богат човек кој му се пожалил дека е несреќен бидејќи неговата ќерка била ќелава. Тогаш Свети Наум направил ќерката да добие коса, а во знак на благодарност богатиот човек му го поклонил имотот на светецот. Подоцна на тој имот Свети Наум го изградил својот манастир. Најновата обновена манастирска црква била живописана по 1400 година, за што сведочи еден фрагмент пронајден под подот на сегашната црква. На него опишува дека фрескописот е дело на Зографот Трпо, син на Зографот Константин од Корча, сликан во времето на игуменот Стефан. Главната манастирска црква е посветена на светите арангели Михаил и Гаврил, црква Свети Арангел во Љубаништа, а има параклис посветен на солунските браќа, црква Свети Кирил и Методи во Љубаништа и Света Петка Римска и црквите Пресвета Богородица на изворот на Дрим и Свети Атанас, кои се наоѓаат недалеку од манастирот на самите извори на реката Дрим. Во 1985 година од манастирот биле украдени 13 така наречени целивашти икони, насликани од јероманхот Константин во 1711 година. Тоа е најголемата кражба на икони во поновата македонска историја, а иконите до ден денес не се пронајдени. Благодарение на чудотворноста на Свети Наум, неговиот манастир стекнал голема популарност. Првобитно во манастирот се одржувал манастир на денот на неговата смрт, 23 декември, тоест 5 јануари според новиот стил или според григоријанскиот календар, но на 5 мај 1720 година архиепископот и односно архиепископскиот совет во Охрид решил празнувањето да се префрли на 20 јуни по старо, односно на 3 јули по новиот календар. Причината за тоа била наведена во посланието на архиепископот Јосиф од 21 мај 1740 година, во кој се вели дека поместувањето било направено поради зимските услови, како и поклопувањето со прославата на Божик.
Празнувањето на Свети Наум не престанало дури и за време на комунистичката власт. Така, Министерството за внатрешни работи на Демократска, тогаш федерална Македонија, на 14. јуни 1945 година напишало допис со кој било дозволено да се отвори границата за сите што доаѓаат за празникот во манастирот, со што им се овозможило на верниците од Албанија да присуствуваат на Панајгјорот. Во манастирот Свети Наум до 1941 година секој ден се печело по 2 фурни леб. Според едно предание пред портата на манастирот секогаш седел некој од манастирските луѓе и на секој човек кој ќе поминел му давал по 1 леб. Потоа тој што ќе земел леб им давал по 1 залак на домашните, како и на луѓето кои ќе ги сретнел. Оние кои патувале за Албанија, ако биле пресретнати од качаци што ќе го покажеле лебот со втиснат знак од манастирот, веднаш биле ослободени. Исто така, кога игуменот ги испреќал ка луѓерите да собираат придонеси за манастирот, тој им давал повеќе вакви лебови, кои тие им ги давале на гладните луѓе. Ете тоа беше и за манастирот Свети Наум Охридски. Идната наша емисија со нови цркви и манастири во Охрид. Stara majko, na
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути од вечерашнава наша програма да ги искористиме со песна од мојата поезија. Фрлете ги вилите, грабнете ги косите, удрете на тираните, повикал Мите Богоевски во 1941. Сега се замре, вилите и косите рѓоса, со зборови сме неми за да удриме на денешните тирани. Дури Вардарот се љути што од изворот бистар чист се појавува за да испрати поздрави до Егејот, а таму на југ некој го валка. Исто така, Шара, Пелистер, Кораб, Кожув, Бигла испраќаат поздрави до Пирин, Егеј и Мала Преспа. Каде е Стив Наумов? Каде се Рацин, Неделковски, Цветан Димов, Тајки Даскалот? Каде се сите оние за да го кренат бајракот на слободата? Нив ги нема. Ја нема ни Мирка Гинова, го нема ни Трифун Пановски, ги нема сите нив. Но затоа пак, аманет остави ја. Чувајте ја Македонија колчите своји, барем ова парче што само тоа сега остана.
Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд. Иха!